Добро дојдовте во Види вака дебатно шоу. Ова е во организација на Фондација Идеја Југоисточна Европа. Денес ќе дебатираме за тоа дали специјалното јавно обвинителство врши својата работа професионално. Како што кажав, ова е шоу, односно представа за тоа како треба да изгледа една дебата, а на оваа тема денес ќе зборуваме од мојата лева страна Мартин Божиновски, дебатер од МОВ, кој ќе застапува афирмативната страна, и Сонја Митиќ, исто така дебатер од МОВ, која ќе застапува негацијската страна. Да напоменам дека нашите дебатери не ги застапуваат страните и аргументите што ќе ги слушнете од нив. Ова е само пример за тоа како треба да изгледа една дебата. Да го објаснам сега форматот на дебатата. Започнуваме со афирмативната страна, во која Мартин ќе има можност да зборува 3 минути. Потоа Сонја добива 5 минути, треба да ги искористи за да го побие аргументот на Мартин и за контрааргумент. И дополнителни 2 минути за Мартин да ја реплицира на Сонја. Потоа 6 минути се предвидени за прашањата и на крај нормално завршните зборови се од двете страни по 2 минути. Започнуваме со афирмативната страна, односно со Мартин. Дали специјалното јавно обвинителство врши својата работа професионално? Повелете. Па СЈ од своето постоење изврши огромна работа во смисла на одгатнување на одредени прашања кои произлегуваат од политичката криза и обвиненија за корупција и за злоупотреба на моќ. СЈ има уникатна позиција на институција во нашиот систем поради тоа што има целосна независност од веќе постоечкиот правосуден систем, а таа независност е клучна ако погледнеме извештајот на Прибе и сите формални извештаи на меѓународни институции кои вршат евалуација на работата на правосудниот систем. И ова независност од финансиски, кадровски и институционален аспект го става СЈ во позиција да може да оди против центрите на мој кои се сомничат за злоупотреба и за вршење на корупција. Дополнително, специјалното јавно обвинителство има огромен легитимитет и огромна поддршка на граѓаните, која е неопходна за да може да се врати довербата на граѓаните во институциите. Во анкетата на ИРИ може да видиме дека СЈ има поддршка од над 60% од испитаниците, што е драстично поголемо од секој политички лидер и за неколку пати поголемо од постоечките судски институции. Тоа значи дека одлуките кои ќе бидат донесени од СЈ и неговите акти ќе бидат проценети во јавноста како приближување кон правдата и преземање на мерки за спречување на понатамошна злоупотреба на корупција. И од овие причини можеме да видиме дека од правно-политички аспекти СЈ ги постигнува своите цели, односно има подигнато обвиненија од кои се опсежни, кои опфаќаат повеќе лица, опфаќаат високи функционери и го постигнува ефектот во јавноста на демистифицирање на овие фигури кои во авторитарни општества и позатворени кругови имаат аура на недопирливост и на недостижност, и СЈ успеа да оттрне тој впечаток со викање на сослушување и покривање на обвиненија против некои личности. Не се постигна само правниот аспект на покренување на процедура, туку се постигна и импактот во јавноста на демистификација, односно губење на контролата на овие личности, која е клучна за враќање на довербата во граѓанското општество и ослободување и окружување на граѓаните. Поради тоа, ретроспективно мислам дека би гледале на СЈ како клучен елемент за одгатнување на сите прашања што произлегаат од политичката криза. Ви благодарам. Сонја, имате 5 минути, повелете. Централен и носечки аргумент во мојот одговор ќе биде кои се целите на специјалното јавно обвинителство и дали реално ова тело успеа да ги достигне своите цели. Но пред да се осврнам на ова, би сакала да побијам некои од поинтите кои што беа изнесени од Мартин денес.
Прво, сметам дека критичната и општо експертската јавност малку потврли во однос на тоа како ја евалуира и критикува работата на специјалното јавно обвинителство. Бидејќи кога збориме за независност, не смееме да заборавиме дека имаше сериозни прашања и обвиненија покренати против специјалното јавно обвинителство во однос на тоа колку независно навистина извршува својата работа, што беа многу лесно отфрлени од критичната јавност поради таа некоја илузија на ефективност, професионалност и така натаму. Ви имавте сериозни прашања за тоа зошто се таргетира само една единствена политичка партија, што со партиските кадри кои што се советници во специјалното јавно обвинителство, како и обвиненија за непотизам, што не треба да се отфрлат и треба да бидат сватени посериозно. Второ, кога збориме за легитимност и поддршката од страна на граѓаните, не треба да заборавиме дека со толкава огромна поддршка нормално доаѓаат и огромни очекувања за специјалното јавно обвинителство. Односно, се гледа дека моментално граѓаните го гледаат ова тело како еден од клучните актери во разрешување на политичката криза. Сега, верувам дека пред се, специјалното јавно обвинителство нема доволно отчет кон овие граѓани кои што изразуваат толкава поддршка, односно единствените извештаи кои што ги изнесува се доставуваат до собранието и доколку ние имаме потреби од некакви информации за нешто што навистина не засега и од кој што стварно зависиме, не се чувствуваме како да имаме доволно отчет од самото тело кон граѓаните. Второ, верувам дека самиот начин на работа на специјалното јавно обвинителство, начинот на кој што тие действуваат и се презентираат, создава една илузија на ефективност или бестрашност, што е штетна во ситуација кога вие немате конкретни резултати. Односно, иако ние моментално ги идолизираме или имаме култ кон ова политичко тело, тоа не ја менува фактичката ситуација дека во времето кое што досега е изминато, нема конкретни резултати кои што говорат за ефективноста на ова политичко тело. И ова е опасно поради две причини. Прво е опасно на краток рок поради тоа што немаме правна разрешница, луѓето кои што се под обвиненија или предпоставка дека извршиле криминал не одговараат, а на долг рок не само што повторно ќе се изгуби таа доверба во институциите, туку и ќе суштинските системски проблеми ќе останат неадресирани, бидејќи на крајот од се тоа вие повторно ќе имате корумпирани институции. Сега, да се навратам на она што сакав да го зборувам, односно мојот аргумент во оваа дебата, а тоа е кои се целите и кој е реалниот исход од работата на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство постои за да даде правна разрешница на кризата, односно луѓето кои што се моментално се товарат за сторени кривични дела да одговараат за своите постапки. За да се случи тоа, ние мора да имаме конкретни резултати од нивната работа. Чисто за споредба, во слична ситуација како и нашата, каде што сме прогласени за некаква окупирана држава, се наоѓала и Романија во 2006 година, каде што се формира специјално јавно обвинителство токму за овие цели за адресирање на проблемот со корупција во општеството. За само една година од работењето, ова специјално јавно обвинителство има покренато 360 обвиненија и има 155 осудени лица. За споредба од тоа, специјалното јавно обвинителство кај нас за една година од своето работење имаше 2 обвиненија и во кои што беа осомничени 21 лица. Сметаме дека таа доверба и политички импакт кој денес го зборувате никогаш нема да се врати, се додека граѓаните немаат конкретни резултати и го видат конкретниот труд од работата на ова специјално јавно обвинителство. Не е само потребно да се представи дека нешто се извршува или да се представи дека навистина луѓето ќе одговараат, туку конкретно да се види дека правдата ги достигнува оние кои што извршиле одредени кривични дела. Благодарам. Мартин, имате 2 минути. Па кога зборуваме за исходот од работата на специјалното јавно обвинителство, мораме да го земеме во предвид контекстот во кој обвинителство работи. Тоа е контекст на обструкција од веќе постоечките органи и недоволно соработка од сите институции кои се неопходни за тоа да можат поефективно да ги процесира овие случаи. Понатака не може да зборуваме за успешноста или неуспешноста на едно тело само преку бројки на покренати обвиненија.
Тие се различни по обем, тежината која овие дела ја опфаќаат е различна и импактот кој го имаат е друг. Не може да ги пресметаме нумерички, само да процениме работата само тук. Понатака контекстот обемот на работа на специјалното јавно обвинителство е без преседан. Они имаат предмет на разгледување на случаи од над 20 прислушкувани лица кои биле прислушкувани разговори. Опсегот на оваа работа ги става во тешка позиција за да можат они да извршуваат огромен број на функции. За да можеме ние да го постигнеме импактот на долг рок за кој Сонја зборува, тоа да имаме ние повторно верба во граѓаните, ние мораме прво да ги адресираме прашањата на краток рок, односно обвиненијата кои сега ги имаме кон системот, обвиненијата кои сега ги имаме за корупција и кои се поврзани со злоупотреба на правосудни, кои многу од нив се поврзани со злоупотреба на правосудниот систем, за да можеме ние на долг рок да градиме независни институции во кои граѓаните ќе имаат добро. Ви благодарам. Сега следат 6 минути за прашањата. Најпрво ќе поставам прашање на Сонја. Сонја, дали смееме да го обвиниме специјалното јавно обвинителство за својата работа кога секоја страна се соочува со притисоци и несоработка од голем број на институции? Точно е дека правна разрешница на кризата нема да зависи само од специјалното јавно обвинителство, сепак ќе треба да има институции кои што ќе ја донесат самата пресуда или ќе ги спроведат овие одредби. Сметам дека тоа е точно и точно е дека се соочува со одредени обструкции или недоволна соработка од страна на одредени државни институции. Меѓутоа тоа не ја менува состојбата на колку специјалното јавно обвинителство може да изработи независно од овие институции, односно независно дали одредена институција ќе го прифати твојот налог или не, ти можеш да покренуваш обвиненија и да имаш отворено повеќе обвиненија или предистражни постапки за одредени предмети. Не треба да заборавиме дека по истекот на овие 18 месеци, што е многу скоро, сите предистражни постапки кои што постојат ќе паднат во вода, што значи дека независно од работата на другите институции, специјалното јавно обвинителство можеше да излезе со повеќе обвиненија од она што моментално го има. Мартин, повелете да ја поставите прашање. Како алтернативно ние би се справиле со обвинувањата за корупција на институционален аспект, доколку не би постоело специјалното јавно обвинителство? Верувам дека специјалното јавно обвинителство како идеја и начин на кој што е структурирано може да функционира во систем каде што имаме заробени институции. Дефинитивно е потребно нешто што е надвор од моменталниот постоечки систем. Меѓутоа, она што навистина ни е потребно за да се дојде до некаква разрешница е ова тело да ги исполни целите за кои што е формирано и да даде некои конкретни резултати за неговата работа. Ви благодарам. Мартин, дали реално специјалното јавно обвинителство ги исполнува целите? Специјалното јавно обвинителство ги исполнува целите од општествениот аспект за кој зборував. А Сонја, кога ги адресира недоволните резултати, сака да го представи дека тоа е вина само на специјалното јавно обвинителство и кога ние некако можеме да го гледаме одвоено од целокупниот правосуден систем. Доколку не добие одобрение за налог, специјалното јавно обвинителство не може да прави ништо и така во низа на многу чекори во таа постапка во кој неопходна е поврзаноста со другите институции. Затоа кога гледаме работата на специјалното јавно обвинителство, мораме да се фокусираме на неговите надлежности, тоа што може да прави. Од тој аспект, што може специјалното јавно обвинителство да направи и кои се неговите надлежности, ние можеме да видиме дека повеќе постигнати се целите, односно подигнување на обвинение и покренување на предистражни постапки. Тоа што Сонја го кажа дека не се подигнати обвиненија до рокот, не значи дека во преостанатите денови нема да бидат подигнати обвиненија за предистражните постапки кои се веќе во тек. Сонја, вашето прашање до Мартин. Но кој ќе гарантира дека СЈО навистина ќе ги исполни своите цели?
Па сега покрај тоа што е без преседан направено согласно на сите политички фактори во Македонија со договорот од Пржина, има и огромна поддршка од меѓународниот фактор, од сите институции и партнери на Македонија ја има целосната поддршка во работењето и тоа му дава дополнителна моќ за да може да уфаќа вакви прашања и за да може да гони одредени центри на мој кои без тоа не би можело да го прави. Тоа му е да неопходната стабилност за неговата работа. Ви благодарам и на двајцата. Време е да ја заокружиме дебатата. Имате по 2 минути за вашите завршни зборови. Мартин, повелете. Специјалното јавно обвинителство представува клучна фаза во започнувањето на процесот на враќање на правната држава и излагање од политичката криза, поради тоа што овозможува институционален начин на справување на сите отворени прашања кои беа кои создадоа нетрпеливост во јавноста, кои создадоа протести и мораме да го земеме во предвид од каде дојдовме кога беше покренато кој создадено специјалното јавно обвинителство. Од таму можеме да видиме дека историски гледано специјалното јавно обвинителство би се гледало како клучен елемент во завршување на оваа политичка фаза во нашата држава и како неопходен услов за понатамошно креирање на независни правосудни институции и за затворање на прашања кои не би можеле поинаку институционално да се завршат доколку не би постоело специјалното јавно обвинителство. Поради тоа што постои, има огромна легитимност повеќе од година дена, дополнително ја потврдува идејата дека специјалното јавно обвинителство работи транспарентно, работи отчетно и граѓаните го гледаат тоа, ги гледаат и работите на другите институции, можат да споредат и поради тоа можеме да видиме дека специјалното јавно обвинителство успешно ги исполнува целите на враќање на вербата во институциите во Македонија. Сонја, повелете вашите 2 минути. Сметам дека иако делумно ќе се согласам за презентирање на таа дека нема недопирливост или дека не може да постои недопирливост на одредени политички фигури, пред се она што е потребно за да се врати до вербата на граѓаните во институциите се конкретни резултати и специјалното јавно обвинителство професионално да работи кон извршување на своите цели. Критичната и експертската јавност овде малку потврли во однос на тоа како ја евалуираше работата на специјалното јавно обвинителство, бидејќи се евалуираше споредбено со правни институции за кои што имаме извештаи дека работат корумпирано или компрометирано или не работат во насока на исполнување на целите за кои што постојат. Специјалното јавно обвинителство во овој случај не требаше да биде споредено со овие институции кои што знаеме дека не работат, туку евалуирано според објективни критериуми за својата професионалност. Поради тоа, сметам дека овој тренд на идолизирање на ова политичко тело направи повеќе штета отколку добро и ние останавме делумно заспани во однос на тоа колку реално има сработено ова политичко тело. Односно не е само доволно да се посочи прстот или да се каже дека може да биде обвинето или има предистражна постапка кој што го тангира овој политичар кој што е осумничен за кривично дело. Нас ни е потребно да видиме дека правдата навистина стигнала до оној кој што е осумничен и да видиме дека оној кој што е осумничен навистина одговара за своите постапки, што сметам дека е цел која што СЈО до сега не успеа да исполни. Сонја и Мартин, ви благодарам што бивте дел од дебатата за тоа дали специјалното јавно обвинителство врши својата работа професионално. И на вас ви благодарам за вниманието. Ова беше првото Види вака дебатно шоу. Вакви дебати ќе следат уште 5 изданија.